Неделава во некои скопски судници беа читани класици од светски познати автори. По читањето се појави добро познатиот читачки феномен препознавање. Феномен кој се однесува на тоа дека влюбеници во литературата се препознаваат во некои од делата. Треба да бидам на рочишта за 3 или 4 различни процеси. Секој ден се соочуваме со нови неправди и се повеќе се чувствувам како во едно од врвните дела посветени на абсурдот, процесот Кафка. А благодарение на феноменот препознавање, како и на неодамнешната поплава во архивот, на површина исплива и една архивска снимка од радиотелевизија Скопје. Добра вечер, гледачи пред мали екрани. Вие гледате јучешни новости. До мене е еден голем и светски човек, познат Франц Кафку. Добра вечер. Auf Wiedersehen на поканата. Да. Господине Франц, ваши романи се изворедни, ако смеам да приметам. Кажете ми, како напишате процес? Так, видите, значи, процес јас го напишав зел шнел, значи брзо, многу брзо. Отприлика во 1 година. Процес е пред се една автобиографичен роман и се однесува една метафора за едно идеално општество. Тоа значи да се однесува на како служење како еден првачник. Не, чекайте малце, зарем не мислите да корумпирана апаратна држава е нешто што треба да се говори? Зарем маката на единката како Јозеф К? Најн Јозеф К, Никола Г. Видите, ако од Монтак до Фајтак не сте на суд, тогаш државата кај не гуд. Леле мајко. Имено судот ја споведува правдата. Нормално, селективно, на Турих. Чекайте малцец. Вие направивте систем кој што сега ви се удира од главу. Идиот! Видите, ја има eine arbeiten. Имаш процес, јасно, да. Можеш да идеш слободен. Nein Prozess, Antibiotiken, ich habe Antibiotiken trinken. Schuldigung. Muldigung. Ете така, драги гледачи, ова беше Франц Кафка, а вие гледате јучешни новости. Јас сум Ланче, дедо на Ланчо. Студио